Taj što nesi energija zamižuva mi zna se prepoznava tu je ta si senka osjeći si oči beznadežno na ogolu te varam sada te najdam po sebe si samo po sebe si te nosam bezpošteno pominalo što bilo zaboravi so moj odslej se čekor pozdrži se od prekor nasmevni se pominalo što bilo što ide neka vide i neka vide koga te nema na ogolu te vara od tuge da si senka osjeći si oči koga te nema koga te nema najprisutna si togaš i te nema i sve kada te ima neizbježno te ima po sebe si te nosam. Што па ќе правиш во стивол конфекција? Па чудна работа ти. Абе судбина, види, животот те воде некаде каде не очекуваш. Знаеш, има некој космос кој диригира со нас. И сега Нетков те вика дојди во стиво. Па да, види, ти Нетков не знаеш, он беше председател на културното уметничко друштво Македонка. И он е фактички основачот на првиот биг бенд во Македонија. Така да сите не знаеше и ми даде и стипендии на студии и така натаму. Кога ќе се каже Макфест, синоним е господинот Стојан Троицки. И стално зборував ова опасна сцена беше. Опасна да нагазиш на неја беше опасна работа. И јас се зафаќам со децата, со ученици, правам модна ревија. Чи ти што предаваш? Македонски предаваш. Па што како ќе правиш модна ревија? Чекај бе. Нели, однека знам. И како доаѓа Макфест? Чива беше идејата за 85 година, едно време ми Нетков ми рече, беше голем љубител на музика. Секој негово патување кога се враќаше од пат ми носеше по едно лонг плей плоча. Берт Кемфер на мене. Ево ти го Берт Кемфер. Следниот пат дојде, ево ти го Джеймс Ласт. Не знам, ево ти го Глен Милер. Таа литература ја знаеме сите, нели? И лека по лека еден ден ми кажуваат, слушај да ти кажам, ајде да седнеме да размислиме. Јас бев на вечера со моите партнери у Германија, бев на вечера со Джеймс Ласт. Ти знаеш колку пари има, вика, во дискографијата. Многу пари се врте таму. У музика. Ке да правиме издавачка куќа. Пази. Па во кое време беше тоа? Спремај се за тара. На мене. Да се спремаш за тара. А тогаш веќе почнаа да се развиват Југотон, ПГП, Дискотон, да. Сараево, Мараево, Хелиотон, Љубљана и така. И некако се забашури таа работа. Дојде он, човекот заврши трагично. Падна, а стиво малци, почнуваме да го дигаме. Остана таа дилема. Таа дилема е тешка дилема. За Нетков. И подобро да не ја отвараме таа дилема. Нема ни потреба. Но не е важно, сакам да кажам. Така да, после тоа јас се дружев многу со Павле Георгиев,
Новинарот. новинарот. Он ми беше редовен конференција, да си идем од убав човек, висок представител. Каков глас. И добар глас. Каков глас. Да. И кога Јас сум добитник на награда на Макфест. Павле Георгиев. така. И го користев за да ми чита пораки, радиоспотови и така Да. натаму. Павле беше и водител на Макфест првите години. Да, бе, многу беме блиски. И Павле Георгиев, работам со него, модни реви низ Македонија. Дека на македонско говорно подручје он ми беше главен. И така натаму. И јас се враќам од пат од Белградски сајм, кога се враќам, од ме Срдо вика, оди вамо, вика, ај честито, директор си на Макфест. Павле ти вика? Да. Најверојатно он ме препорачал, он ме највише познаваше. А чива била идејата? Како то? Кој има неам, види, идејата е на Киро Милев и Благој Чешларов. Во музичка продукција на Радио Скопје, односно МТВ. Аха, и зашто е одбран Штип? Не знам. Јас имам информација дека прво е нуден на Битола, фестивалот е нуден на Битола, Добро. а Битола го одбива, а наводно доаѓат во Штип. Сега не може да се седам кој беше тогај на позиција у комитету. Тоа е 85-та. Небитно. Не е небитно. Штип го прифаќа тоа. Се договарат одма кој кого да изберат да го водим фестивал. Ја појма немам. И ми викат, Павле, ај често, ти си директор на Макфест, одма одеме горе у тука со сите и одам, тамо Киро Милев, не знам. У меѓувремено Благој Чешларов умира. Благој Чешларов. Трубачеше беше, Добро. продуцент беше у Радио Телевизија Скопје. Така да, малку по штипска линија е тој фестивал дон. Ама мислам таа провокација направи Валандовскиот фестивал. Прво они почна 85-та се одржува првиот Валандовски. Фолкфест на народна музика. На народна музика. МРТ се наоѓа затекнат. Тоа е фестивал у Валандово се одржува. Костадин Костадинов и некои луѓе го прават фестивалот. МРТ го пренесува и така натаму. И ајде, возбудува иницијатива, ама на МРТ не се дава пари. И дека го ќе го дајме на Штип, ќе го дајме. Фестивалот Штип го прифаќа, најеме буџет, најеме пари и така дали, така натаму. Побратими сме со Сплит, малку Сплит и така. Така да, знаеш, Прв директор беше Славе Димитров, уметнички, така? Не, Кирил Милев. А, Кирил, уметнички? Да. Кирил Милев, Прв. 86-та. 86-та прв директор беше Киро Милев, а он беше и директор на музичка продукција на касетна, музичка и касетна продукција на Македонска радиотелевизија. Човекот после се повлече, јас го испорсира Славе. Славе Димитров и одмah го зема со мене. Почнаме да патуваме лево, десно и така. И сега практично е Славе од 86-та, Димитровчко Славе, така? Па да речеме, види, 86-та Киро беше уметнички директор, а фестивалот имаше два продуцента. Едениот беше Славе Димитров, другиот беше Лјупчо Константинов. Покојни Лјупчо Константинов. А тоа се ти организираш? Јас сега на ти одам, бидејќи се знаеме многу време. Да, уредо е. Абе, јас бе директор. И презимам ги директорските функции. Добро, Со сите- идејата, со сите- правиме Макфест. Провокација Валандова на народна музика. Ни треба забавна. Одбиваат битолчани, одбиваат сите. Скопје фест, не знам во каква ситуација е тогаш Скопскиот Во фестивал. никаква, Во никаква Макфест. Предпоставам не сте ни очекувале дека Макфест ќе прерасне во една таква институција која ќе трае веќе 4 децении. Доаѓа таа 86-та година и вие сега мислите да биде тоа со југословенски имиња кои што ќе пеат на македонски јазик, тоа е победата на Хелена Благни. Да. Богате нема. Дури и со неа имав чест да разговарам и таа е една таква југоносталгична која што вели дека мене Макфест ми ги отвори вратите и јас да направам кариера, се случи војната. Точно е тоа. Види сега да ти кажам. Бидејќи, мислам, мојот избор е пун погодок. Тие што размислиле мене да ме изберат, е пун погодок. Сега да не се посипувам јас со златна прашина да е мек.
некој што мислел, добро ја погодил работата. Бидејќи јас, кога го земав Макфест, бев во најубавите години од животот. Второ, ја познавав цела југословенска естрада. Немаше кој не познава. Прв број, поради моите маркетинг активности. На мои модни ревија свиреа Саша Субота, Гоце Димитровски, оне и оне, да не ти расправам кој се, Мики Евремович, сега Оливер Драгоевич, да не ги бројаме, нели. И сите тие после дојдеа на Макфест тука, така ли? Јас ги знаев тие, и знаев многу музичари. Одев на генерални проби, кај Јоже Прившек, сам си одев. Ако сум у Лилјана, идам на проба. Чичко Столе одма прифаќа. Јас се сеќавам бидејќи кога разговарав со Кире Костов, Лесна во земја, со голем дел од авторите, со Чичко Славе кога разговарам, како идело тоа праќање касета, па препејување, прифаќа ли веднаш имињо, типот на, што ја знам, Иво Патира, Здравко Шкендер, не знам, Кичо Слабинац, еден мал Зорица Конџа, милион луѓе си имат. Маркетинг. Пропаганда? Маркетинг. Слушай сега да е. Мораш да сработиш нешто пред тоа, за да луѓето сватат, ама мораш да бидеш многу озбилен и сериозен. Како дојде Зори Конџа, јас ја донесам Зорица Конџа. Разговарав со неа со Сплит. И победи тогаш. Како не. Прво, ние створивме, пред да се одржи фестивал, дигнавме едно пропагандно ниво за него, што ќе се случи, како ќе се случи, зашто ќе се случи, и така натаму, и така натаму. А ни помогнаа пријателите у Сплит. А тоа не ве плаши малку, знаете кога ќе ја дигнете пропагандната на малку пониско ниво, ги дигате и очекувањата. А бев многу самоуверен у себе јас. Бев многу, јас знаев дека ќе успее тоа чудо. Машинерија бе речаме. Зад мене стоеше компанија пар екселанс, Астибо стоеше зад мене. Со возила, со пода, со мода, со дизајн и со тоа. И сите мои пријатели од Југославија. Јас кога ги доведов новинарите, се остај пејач, први фестивал се дешава тука. Сега да не збореме кој бил, што бил, како бил. Доваѓаат новинарите. Звонко Шимуниш доваѓа, Никица Курко доваѓа, не знам кој доваѓа. Доваѓа Кенда од Љубљана, доваѓа. Веро Шакич од Радио Сараево. Исмета Крвавец од Радио. Наеднашка се појавија у новинари тука. И доваѓа еден новинар од Скопје, Агим Нурио, сеќавам се. Абе, Троицки, кој се овие бе? Од кај ги доведе? Како ги доведе овие? А тие сите мои пријатели бе. Бе, со Звонко Шимунич седееме у Шуматовац, у Белград. Никица Курко е рус, пола рус, како ја што сум рус. И на таа фреквенција се фанаме со Никица Курко. И под липом таму у Белград стално беме на кафе. Ама пак мораш да направиш квалитет. Не можеш да дигнеш ниво, мораш да направиш квалитет да... Види, лесно е вака да кажеш. Имав јас добра екипа. Види, имав добар продуцентски тим. Стојан Троицки не е чудотворец, нити е супермен. Разбираш си? Сите работи се прават од овде тргнува. Јас имав изморени тимови. Ти следи ги, сега да не ќе траеше саат емисија, али гледај ги сега, почнаме со Киро Милев, па дојдеме со Славе Димитров. Многу добар, многу добар. Таа школа на Радио Скопје што е минало, незаменлива е школа. Дефинитивно. Незаменлива школа. Па дојде Лјупчо Мирковски, па повторно Славе Димитров, па Валентино Скендеровски. Видиш како... Па Кристијан Гавровски. Па сите носеа нешто ново со себе. И ти јас као директор мораш ти на автор, кој има креативни побуди у себе. Мора да му кажеш поверење, иначе ако му попуваш се ке рече марш бе таму, ајде бе. А кој ги слушаше песните кои ги стигнуваат на конкурс? Сите имат комисија од одбрани луѓе. Живо Инглишиш, професори. Добра, стварно сте ја фрлиле, свирете ја зајди? Не. Свирете зајди дојде у многу лоша верзија. Покојниот Драган Лучиш ја пратил, он ја пее. Ама у ќошето се нови пуштила ја. За никаде звучи. И се ја слушаме и
жири комисијата одбива. Лјупчо Мирковски ми се јавува телефонски, дојди у Скопје, имаме тоа и тоа и тоа. Он меѓувремено со Олгица Христовска направи демо верзија и ми ја пушти у колата. Звучи страшно, хит одма. Викам, ова ќе победи, бре, Лјупчо. Ево ти победник. И така дојде. Не ме скорива и уште повеќе ме прави тажна. И сега јасно е денот што ме буди, ќе ме полуди. Свирете ја зајди, зајди, тихко полека. Мене ми е таа песна, гледам судена. Чашата е преполна, ме задушува. Душата е уморна и ме напушта. Чашата е преполна, ме задушува. Душата е уморна и ме напушта. Ги знаеше сите победници, вака кој ќе ги слушаш однапред? Не. Тука, кога седнев у салата, знаев кој. Не ти, например, во салава и пред телевизија кој ќе ја слушнеме ние Тања Кочовска, твоите очи сине, знаеме дека победува. Така. Свирете ја зајди, зајди, знаеме дека победува. Да. Не знам, поп дизајн, знаеме дека победува. Така. Карикирам, тоа има како некој Да. дух некој се осеќа. Се местели ли награди? Молим? Се местели ли награди? Јас сум клоци ударал за таа работа. Какви местења на награда? Јас сум бил најголемиот чувар на честноста и искреноста на фестивал. Не може да се обидуваат да го направат тоа. Не. Се месте награди, а Тука ми места. никогаш не сгрешила штипска публика. Никогаш. Еднаш, само нема да говорам кога. Не зборам. Еднаш. Знам јас кој е. Еднаш. Јас знам кој е. Не кажувам. И знам и ја не кажувам. Да. Али Знаеме кој е. Ама чекај сега, види. Јас бев тука како джандар, што се вика. Ама се плашеше ли, например, Штипјани кој ќе настапува? Дека може да победат. Имаше обиди. За Трајче Манев беше неприкосновен беше. Па неприкосновен тој и Кемал Монтено сам кажа. Да, Тука и седеме Кемал со Монтено Кемал. пееше, да, што вели овој победник. Моли? Он ми кажа, вика, доđi вамо стари. Ајде да не повтарам, таа сум ја кажувал многу приказка. Кој е овој мали? Викам, овој свира гитара у Штипу, вика, овој ќе да победи. Толку. А он фаворит, кој да ти каже Ивана. И така натаму. Ова е работа се ми Трајче кажува. Манев прв, кој да ти каже Иванов 87. втор. Тоа се хитови безвременски кои што се останати Кемал Монтено, Кичо Слабинац, тие сите пеат на македонски јазик. Така бе, така. Правите тематски Види, 91 има- или 90-та, кога ви беше? О, Правевте тематска за да запре војната, песни во знак на тоа беше на беше љубовта. тоа поп дизајн. Поп беше. дизајн победија па пушта голуби се пушта тука. голуби пушта. У тоа време овај Милич, како се викаше, Јутел, постоеше у Сарајево. Горан Милич. Горан Милич е директна снимката таму е пушта. Џабе. Се се тоа распадна. Али добро, види, да ти кажам, држев до некои стандарди, бев доста, па може да се каже и строг, професионален до крај, да ги држиш под контрола сите тие церемонии, секој сака да победе, нели? И така да. Таа естрада, со естрадата после средината на 90-тите. Полесна беше за контролирање или, знаете, сега ќе ви дојдат нови пејачи кои што стануваат звезди, Беа не многу знам. честни луѓето, бе. Тие сака, види, кога се појави Маквес, имав чувство дека се едва и чека овие авторите да се појави Маквес. Тања Станковиќ, не знам, Кире Костов, не знам да не ги бројам сега, Григор Копов, сите на куп. Значи нема кој не е пеел на Макфестот кај А бре, нас. сите беа Од толку- Калиопи, од Да, Тоше, да, од да. Тајчи пееше бре на Макфест. Тајчи има интересна приказка како е доведол Тајчи тука. Она тука направи кариера, човече. Тајчи што пееше на Евровизија, хајде да лудејемо. Зринко Тутич е тука, видеи од да се е горе. А тука Тајчи пееше на скоро па детска Кабала, песна. Кабала. Кабала, да.
скакавала, ама тоа е интересна песничка, не? Она Така делова детско. Она доби тогаш награда за сценски настап. Излезе во една роквичка со огромна машна позади. Да. Испобешаме ги работите, врнаме таму дека не ми треба. Зашто? Ја обично бегам од овие А работи. како не ќе бегам јас? Зашто да бегам не за ми се. некој да па не почнува од нив историјава? И доживеав со овој Маквес и убави работи, али повиш лоши работи. Знаеш ли зашто е респектот спрема Столе со сите со кои што разговарам? Затоа што Столе знаеше да биде смирен и на пресконференција. Така е. Како функционираше Макфест? Имате 3 вечери, 2 полуфинални, една финална, Столи даваше чичко Столе бонови на пејачите на едно на друго, ги сместуваше во хотела Стиво, пресконференција после тоа. И јас се сеќавам дека тогаш почнува 97 новинарство кога почнав и веќе после 2-3 години некако сакав да бидам као жесток критичар, бидејќи следев постојано барав аман вечичко Столе, аман господине Трицки, вие сте незаменив тука од 86-та, имали некој Па добро, како кажав кај се запустив, како си отиде Чичко Столе, тоа отиде се види. удоле. има една епизода интересна. Многу има, ама Ана Костовска се најде у Суботица. Аха. Со Љубиша Ристич прават театар таму. Она е добар пеач, Ана Костовска. Коњи брзете. Да. И се јавува Габор Ленџел, Габор Ленџел со славе на мене, на Вајна, онај. И Ана Костовска, а иначе кој ги брзете е на Ванчо Димитров песна. И ја доделуваме на Ана Костовска. Ана Костовска се наоѓа во Суботица и она вика од тамо, јас имам продуцент, ќе работи Габор Ленџел. И ја со полна доверба ја даваме. Ми доаѓа Ана Костовска тука, ве гледа мене, го гледа Славе и дава едезива. А мамбре вика, до кога вакви метузалеми ќе го водат овој писал? Ана Костовска. А ние беве века во години, јас кога земав Маквес имав 40 и нешто години. Па ја кога сум почнал Али го 90, направив, ја да ви кога кажам. почнав новинарска кариера, музика, па награди делевме и потоа нели веќе кога заследуваш Ме го направив добар па тај нови, Маквес. Го но држав по- одолевавте на сите коментари, на сите притисоци, и тоа онака смирено умеевте и знаете Види, како со види, новинарите. Па јас сум доста музички информиран и образован. Нели реков дека завршувањето на школото, после тоа оди тај систем на така наречено перманентно образование. И ја имав кондиција, имав енергија у себе да цело време работејќи едно друго, накнално се доинформирам. Ево ви кажувам сега, на пример, сакам класична музика. И тоа само филхармониска, оперска не. Секое мое гостување во големите градови, во Лјубљана, во Хрватска, во Белград, одев на филхармонија. Баш кај што имав пријатели музичари, баш кај што Штефјани свиреа у филхармонија у Лјубљана. Дукузови, да не ги кажам, Аџи Николов, ај онај. Пола филхармонија беа македонци. Кирков од Велес беше Апсолутно, да. концерт мајстор. Така е. Ете. Значи, ја бев редовен гост тamo. Сакав и дружејќи се со музичарите. Таа тема, тие мовете, со джезерите, овие мавете, со овие. Учев, од сите учев. И сакав да учам. И влегов во теоријата на музиката. Ама и дадовте им можности на пејачите да излезат надвор. Славјански базар одеа луѓе, кои Тоа е што се друга работа. промовира. Меѓународниот аспект на Маквес е посебна работа. Бевме во Сидов. Не знам дали уште во Сидов или не. Нема, умре човеко и Фидов не постои. Не Фидов, јас Сидов, на Фидов. Фидов, да, Фидов да. беше Не, јас асоцијација. Сидов кажав, место Фидов си. Да, Фидо. Сакам да ти кажам, тоа е друга приказна. Тој меѓународниот аспект е посебна приказна. Има посебни пориви заради македонштината и заради распаѓањето на Југославија останавме македонска суверена држава. Шо ќе правам со Маквес? Хрватите одбија да дојдат на Маквес. Се распадна Југославија. Има проблеми. Некои сакат да дојдат, некои не сакат да дојдат. Станаа некои чудни тензии, војна се води во Југославија. Босна, Мостар, хаос. Тогаш дојде идејата, ќе мораме да излеземе малце пошироко. Сега сме самостојна држава, со идентитет свој, ќе излеваме надвор и ќе довнесуваме надвор.
И така пошла таа меѓународна. Да, почне меѓународната. Добро, таа окей. Добро, така беше. Али Така беше, меѓутоа Па тоа многу водев Да, ја пеачи. апсолутно, во да. Кан, лево, десно, не само славјански. Владо Јаневски го пративме во Ирска, во Каван Да, фестивал. да. Овој вамо, овој тамо. Олгица Христоска беше со Славе Димитров во Египет. Беа во Брашов, во Румунија. Ја не одев, они одеа. Па јас после водев делегации на славјански бев во Киев, бев во Казахстан, во Алма-Ата. Дай ми, Боже, дай да летнам, да го сретнам јас. Но што ли да му речам? Зар може да го спречам? Душа боли и ќе боли, но ќе мине. А за спомен твоите очи, мој сине. Што се случи, ни сама не знам. Крај што зракот почнува, таму сонот запира. Крај што срце посака, па да направи, за да избега. Практично да не е Макфест, денес речиси и да нема песна која што ќе можете да свртите вие на македонски јазик. Нормално тука е скопскиот Сакам да кажам фестивал. што значи јазикот. Наоѓаме се во Витебск на славјански базар, новинари од цела Русија и од сите славјански земји. Преко 200 новинара, пуна сала, пресконференција се држи. И станува еден човек на модератор што е воде пресконференција, таму седи директор на фестивалот, а ние седиме у публика да ги слушаме. Станува еден новинар од некаде од Сибир и држи го цедето на Макфест, така станува. И му вика на директор: многу ти благодарам што овај фета. Ние, ако не беше ово, немаше да знаеме дека у Македонија, и почна да збори за Македонија, за нашата продукција. Сакам да ти кажам, тие така дека. Каролина Гочева ги прави овде, правите чекори како 10 годишна девојка. Па не, доведе Кире Костов. Мамо, пушти ме. Да. Кире Костов ја доведе, не? Често знаело и дебитант да победи. Цветанка Глигорова, никој не знае. Да. И од еднаш при очи ти си слеп. Ами тие се чудни работи. Таа магија на... Таа фреквенција што, таа корелација измеѓу сцена и публика е чудна работа. А кој е Ристо Самарџиев е со 2 победи, ако не се лажам, така? Или повеќе да не е? Најголем, највише победи има Ристо Самарџиев. И како автор и како пејач? Како автор, спораме како автор. И како автор, за тоа. Негови песни, без конкуренција. Па по него иде Копров, па Кире Костов и така. Да прашам уште за Макфест, ќе ве расплачам, да не прашам, не, а? бе. Знај кој ќе излезе Вера Јанковиќ, кој ќе излезеше тука. Вера е посебен брат. А? Вера е капа доле. Имавме идеја, јас и Вера. Капа доле за А Вера. знаевте во право време како да не да експериментирате, туку да внесете некоја свежина. Што прави Види, и човекот? со Вера работев доста. Работев со Вера сериозно. Оти пази, секој збор изговорен во оваа сцена е тешка работа. Треба да се внимава како. И затоа посветив многу внимание, посветив на Вера, секогаш, откако се заврши све со фестивалската продукција, се знае, праќам материјалите на Вера. Јас сам 7 дена пред фестивалот со Вера Јанковиќ во Македонска куќа. Салатичка, ракијичка, едно друго. Ајде, Вера, да видиме се. И почнуваме да разговараме. Крај нема. Вака, така, вака, така. Многу е бистра, морам да ја Чичко пофалам. Столе, треба да завршуваме. Имам уште еден момент кој што е многу значаен. Многу ме збореме.
Не требаше многу за Макфест да ме водеш. Па добро, повеќе за Стиво зборевме и за пропагандата, но Тоа е маркетинг, тоа е. таму некаде постојано беше Киро Глигоров. На 10 ред, јас знам. На дека 10 беше. ред. Како беше она кога ви стигна дојава дека можно да има атентат на Киро Глигоров? На Макфест. Мајко мој. Тоа беше 94 година. Година пред атентатот. Да, година дена пред атентатот. Мајко. То види, тогаш беше, имав тука гости Надежда Бабкина. Или беше Нана, група Нана. Група Нана. Прв пат тоа се руски Битлси. Припреме, траше меѓународен фестивал, едно, друго, трето. Списоци, полиција, хотели, едно, друго, доаѓа ми командантот на касарната. И ми вика, Троицки, дај, ја и ти да се видиме у 4 очи, и ми кажува, имаме сознание дека се спрема, Киро Глигоров ќе дојде потврдено, имаме сознание дека се спрема атентат на Киро Глигоров. И така почна таа приказка, јас малку се збунев, малку така, непријатно. И ова што ти го кажувам, не смееш да го кажеш на никого. Ни на полиција, никого. И на полиција? Не смееш на никого да го кажеш. Имаме своји канали, ајде вика да идеме. Нели тука одма тука е домо на Арама беше, сега не е па повеќе. залепени се беа едно до Ево, друго. тука е. Домо на културата, Домнара. Таму ја правев коктел, кога заврши Ко заврши фестивал. Тортата е таму. Не коктел, тортата, да. Победници, чаши, шампањец и така. Сега, дај да се прошетаме малку и така. Се прошетавме, видовме, вамо. Ова го направи, ова ја ќе го направам. Смени ги завесите, джамовите гледат према тамо, може некој со снајпер, може така, он си правеше предпоставки човеко. И се договоривме специјални покани да има за коктел. И без покани никаде. И он стоеше човеком, командантот стоеше на вратата да ги гледа поканите, кога да пушти да влезе. А тогаш дојде Киро Глигоров, Стојан Андов, не знам, министри, без скоро цела влада. Што да ти кажем, стресни ситуации. Се заврши фестивал, олекнани малце. А стварно имало дојава за атентат? Има ли? Така ми рече на мене он. Аха. И имаше посебни мерки тука во салата? Посебни мерки, невидливи. Невидливи, да. Кај Се што се знаеш снима. само ти, не знаеш. Имаше едно момче, мислам дека се викаше Чедо, беше шеф на обезбедување на Киро Глигоров. После го тргнаа снемаго тоа момче. Он доаѓа од доле, од по сцената тука дека седеме. Целата зграда со детектори, све се испита. Никој не гледа. Све се довести, седишта, медишта, све се испита и вечер влева публика, нели? И така. А Киро идеше стално на... Немаше Пази, година. од 92 кога стана председател, секоја година беше гост. Освен ако беше у странство или ако имаше некои делегации. Па ја не се ни сеќавам Киро да има пропуштено Глигоров Нема. Макфест. Чак ми дојде 2009 година. Како пензионер едва и одеше. Дојде тука на фестивал 2009 година. Кој беше тогаш председател? Георги Иванов. Георги Иванов. Не е важно, имаше тога и... Тоа е последниот фестивал што го водев ја. Пред да ме ликвидират, Ги седна едно до друго или Ма не? не знам зашто и сметав на тие луѓе. Јас сум добар продуцент, добар професионалец бе. Наместо да ги користат од мене знаењето, да ми земат, да го обучам некои деца, они ме тргнаа у ќоше. Чудна работа. Па, ама ја не страдам за таа работа, страдам за Маквец. Ја не настрадав, Маквец настрада. Сето Така е. се струши доле. Укинаа награди, укинаа скулптури, укинаа Ово амблеми. статуетки нема везе. А нема. Па што да ти кажам се? Дојде некој Киро Панајотов, дека тоа уништи светот. Партали направи од Маквец. Па 40 дека градал нешто 4 години, 40 Што да ти години, што е практично треба државата вака да го гаи него и Фолкфест во Ландово. Ама,
Мене ме Ама неко веќе се удираат во гради сите за идентитет, човече тргне од основната работа, Срќават јазикот. ме у градо, луѓето, Штип ме знае, сите ме. Абе, Столе, шо направи ја? Шо мене питаш? Иди тамо питај. Чекај, Ѓорги Иванов и Киро Глигоров заедно седе, ја тоа сум го Не, изумил. Ѓорги на таа страна Киро. Зашо? Па така, јас си го Киро стави тамо дека се ставаше. А дојдеа овие, па кажа, а тамо ќе седи Ѓорги. Они дојдеа, а не ние. Од тамо ми дојдеа, тогава беше овај Зоран Алексов беше градоначалник. И он е еден од погребате. А беше па министер за култура, оваа кажие. Која година? Абе требаше да ја затвара таа што се продаде за Канчевска? Канчевска беше. И слушай сега да ти кажам. 4 години конкурирам. Тоа е владата на ВМРО. На Груевски. Направам, конкурирам, одбиват не. Конкурирам, одбиват. Ние еднашка не ни дадеа пари. И прашам, шо е оваа работа сега? Вие сте приватен фестивал. И се крстам, Како сте? не ми е јасно. Вие сте приватен фестивал. Па ако сме приватни, шо не го земете вие? Направете го државен. Хајде, свагаш ли? Заблудени од политички некои, како да кажам, те много потрупани со некои лажни патриотизми, со некои глубочки работи. Да не ти расправам некои прикази, многу знам, а Кажи нешто. не икам ни да зборам. Кажи нешто. Шо ќе ти кажа, ево кажа ти. И од тука пратиме порака со Вера Јанковиќ, направиме масакар. Еден фантастичен текст. Како се негува, каков идентитет правиме ние. Што значи музиката, колку она влијае, зашто Министерството не го поддржува. Ама многу културно со измеѓу редови. Што викаше еден мој пријател, новини се читају измеѓу редова. Така е. Нешто ти е. И после тоа, ножа. Многу ми гајле, знаеш. Почнаа да ми се мотат тука околе мене некои чудни типови. Некои чудни работи се слушува, знаеш. Еден ми вика, и тебе. Пази до кој степен. Еден, готов си, вика и тебе. Слушај, бре, толку примитивизам не сам видел, Шо да ти кажам? Многу трауми носам, ама помине, живото тера и работа. А бев добар професионалец. Јас се надевам дека ќе го вратат некако малку, ја не навлегувам во тоа во политички, не политички, ама се надевам дека барем Иван ќе успее нешто да... Иван ми вети дека ќе ме викне на консултација, не ме викна момчето. Многу го почитувам, он е мој градоначалник, нема проблем. Со Филип Стефановски, ова момче што загина во дискотеката во Кочани, кој пред 3 месеца пред да загине стана директор на Центарот за култура на ова чудо, тука дека седеме. И јас со него работев долго години. Уште го познавав, уште како студент по тромбон кај Кирил Рибарски. Бев на дипломска работа како полагаш. Стана магистар и така. Го припремав него, Тивко го припремав да го земе Маквес, за да го врати Маквес, човече. И се случи трагедија. Но преска ти реков една работа. Оставивме, не ја, со сите луѓе што работев, оставивме за себе трајни вредности. Па сега, кој цене, кој не цене. Momka bez dokade si zegaruri, bez dokida stoli sjate, što pisma knjige mi pišuva. Momka bez dokade me pamtiš, da li so za obraz ti krasi, koga ime će mi spomena. Da ljubiš to što ljubav ja, nek znam što ke može, da te
strana, ova večer i čuvena nevana. Samo pesma mi zatvara rana, da nek se napije cela kafana, cela Boga ja ostavam na strana. Barem jedna šta se javeše, barem nadežda mi hrapeše. Dolgo, dolgo ja si plaćala, još te bi čekala. Можеме уште многу да зборуваме. Овде практично на Макфест се поставува миксетата. Генерално е тука е миксетата. Така е. Она што сакам да ве прашам, што е тоа во Штип? До воздухот ли е? Сега малку фалбаджиски ова. Што толку луѓе од овде доаѓаат, од не знам Киро Григоров, Клюсев, Мијалкови, нас Керим, не знам, овие новоселци така да. Многу ги И има. една плејада на луѓе кои од овие Пошто веќе Ванчо Михајлов, Тодор Александров, тоа Генерал Апостолски, Апостолски. Димче Беловски, Сане Грличко, да не ги бројаме многу. Тоа до воздухот или што е? Кој знае што е работа во изгледа пробајата што Овче Полска ветер е крив за се. Малку, ова малку. Да се нашале. Да, да се Види, не знам, јас сум размислувал од време на време што е тоа тука, има многу чудни луѓе. И овде и во светот што се. Па немам одговор да ти кажам, не знам, немам одговор. Чуден е Штип малку. Контрадикторен град. Така, контрадикторен град е Штип. Многу, и тоа многу. Ама така требало да биде. Така е. И уште ова само да прашам. Еврејски град бе. Еврејски град. Ја не сакав да го кажам, ама ти го кажа Па еврејски еврејски град. град, разбира се. А Чкостоле, имате некој бенд, Стиво, биг бенд. Добре, Што има правите? сега една млада генерација, со која малку разговара со мене и со некои мои врсници, да речеме, и сака да ја продолжат традицијата на биг бендот што беше своевремено, за кој разговаравме во емисијата, и формира здружение Астиво Биг Бенд. И веќе интензивно работат, интензивно бев да ги чувам на проба, Добри се? па мора да бидат добри. Браво. И сега на 3 јуни, Видов дека има концерт, најава видов. и Да. прв настап имат. Па така и пожелувам се најубаво. Млади деца, Штип заслужува таква работа. Штип изгуби биг бенд, изгуби градска музика, све изгуби. Имаше едно време градска музика, нема на свеченост. Стварно бе, нема ништо веќе, А нема. песна нема за Штип бе, Ево, вака нека. одеме на споменик на Гоце Делчев. Славеме во, славеме оноа ден на 8 септември, да речеме. Овој што плац концерт се направеше, градска музика. Сега нема, не знам што е работа. Да Тоа ми треба да го видиш, поздравиме градоначалникот, он треба таа работа. Од таму треба да тргне. да. Благодарам многу што бевте во мојот пат до успехот, држете се и можете уште вие да дадете, ако Да се вака, држам, барем ама со идеите. нема кај да се фанам. Не, држете се, држете се. Добар сам, добар сам. Задоволен сум сам себе во оваа фаза на животот. Така Ти да, благодарам јас многу за разговорот и посакувам многу здравје пред се. благодарам на вниманието. Петко беше сон, да зборува во сон, реди така цела сказна тој. Говори во сон, монолог без крај, го молам Петко престани и трај. Мај буде само кажува, заборава на крај, те молам Петко престани и трај. Тишина е тврда, само еден час, Петко слушај јасно, не викај ти гласно. Тишина ме лечи, бара мирен сон, те молам Петко трај, на вистина е крај, кај мама ода дома стај. Долга ноќ, ладна зимска ноќ, од око ми
len od tebe. Ne shvaćaš, lucum bez tebe. Noćva je divka prekrasna, vodi me vo rajska gradina. Ja imam samo noć